Албанија на 15 октомври на меѓувладина конференција во Луксембург ќе ги започне преговорите за членство во Европската унија, пишува бриселскиот портал Евроактив, повикувајќи се на извори во Советот на ЕУ. Според Евроактив, Комитетот на постојани представници на владите на земјите членки во Европската унија донеле одлука Албанија да ги започне преговорите за членство со ЕУ, со што би било одвоена од Македонија на европскиот пат. Албанија на меѓувладината конференција со Европската унија ќе ги отвори преговорите по кластерот 1 основни вредности, во кои се вклучени поглавијата набавки, статистика, судство и основни права, правда, слобода и безбедност и финансиска контрола. Порталот пишува дека ова е добра вест за Албанија во незините напори да ги исполни барањата за напредок на незиниот пат кон Европската унија, но е назадување за Македонија. Според написот, Македонија не успеала да го направи решавачкиот чекор кон пристапувањето во ЕУ. Албанија, исто како и Македонија, официјално го отпочна процесот во јули 2022, пошто започна аналитичкиот преглед на незината законска регулатива, познат како скрининг. Но одржувањето на втората меѓувладина конференција, односно стартот со отварање на првото поглавје, беше доведен во прашање поради несогласување на Грција по апсењето на Фреди Белери, етнички грк, кој лани во мај беше избран за градоначалник на албанското приморско градче Химара. Тој беше уапсен под обвинение за купување гласови, што тој го негираше, а и покрај изборната волја на гласачите, не му беше дозволено да положи заклетва. Белери, кој во меѓувреме беше избран за европратеник од Грција на изборите во јуни, беше ослободен од притвор за да може да го заземе своето место во Европскиот парламент. Македонија засега останува заглавена поради обврската за внесување на бугарите во уставот, која беше наметната со прифаќањето на така наречениот француски предлог од страна на поранешната власт, која не се консултираше ниту со народот, ниту со тогашната опозиција. Непромислените потези на Ковачевски, Османи и Ахмети ја оставија земјата последна во регионот на патот кон ЕУ и изложена на постојани притисоци и закани од страна на Бугарија.